Слушајте ја премиерно емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Нов живот на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Маљановски. Добро дојдовте. Добар ден. Нашата денешна тема згрижувачки семејства. Меѓутоа, ќе одиме малку поопширно со темата. Најнапред за социјалната заштита ќе проговориме. Доктор Маљановски, што подразбира или што е всушност социјална заштита? Многу интересна тема имаме за денешниот разговор, згрижувачки семејства, тема за која и лично би сакал што е можно повеќе да ја обработиме. Од причина што тоа е една форма на социјалната заштита која навистина е многу благодарна, првенствено благодарна заради фактот што во склоп на оваа тема, односно на згрижувачките семејства, се згрижува една од најранливите категории на популацијата во нашата држава, тоа се децата без родители и родителска грижа, деца со прешки во развојот и така натаму, зашто во понатамошниот ток на емисијата ќе позборуваме малку повеќе. Што представува социјалната заштита? Еден од најбитните и најважните системи, не би сакал наистина да дадам приоритет на ни еден од системите во една држава, меѓутоа по својата обемност и зафатливост што ја има, буквално може да се каже дека на еден или друг начин е засегната целата држава, односно сите граѓани во државата. На крајот на криштата тоа е систем на мерки и активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на неговите капацитети за сопствена заштита. Што подразбира ова? Буквално навлегување во сите сегменти на животот, почнувајќи од сегментот на економската зависност, па дури до сегментот на згрижување на лицата со ризик, кои не по своја волја дошле во ситуација да бидат на еден начин згрижени. Нашата држава дефинитивно е една од најсоцијалните држави што постојат во светот и со особено внимание обрнува на граѓанинот, семејството и пошироката околина кои се наоѓаат во фаза, односно во процес на социјален ризик. Секој може да потпадне од најразлични причини, тргнувајќи од здравствени, потоа социјални, па на крајот и економски. Свесни сме дека во минатото огромен број на луѓе не по своја вина и вработени своевремено останале без работа и тие сите се опфатени на еден или друг начин во овој закон. Телефонскиот број, да, ќе кажеме во студиото дека е отворен 31 31 332. Одиме значи во живо со емисијата. Еве, од прилика дадовме едно мало објаснување околу поимот социјална заштита, а основната тема ни се згрижувачките семејства. Која донесува доктор Маљановски програмата за социјална заштита? Програмата за социјална заштита донесува владата на Република Македонија, програма која е во основа развојна, со основна цел да се утврдат целите, приоритетите и правците на развој на социјалната заштита на граѓаните на Република Македонија преку мерките на активни социјални политики на среден и долг рок. Што значи ова? Значи правците се однапред определени, тие можат да бидат релативно од пократок рок, меѓутоа и долготрајни. Кои се долготрајни? Како што предпоставам сите и слушатели знаат, еден од главните приоритети на нашата влада е вработувањето. Имајќи во предвид минатото бројот на големиот број на невработени, значи еден од основните приоритети беше и е вработувањето.
Втор по важност, приоритет би го кажал, е сиромаштијата, односно намалување на сиромаштијата и зголемување на стандардот на граѓаните, на сите граѓани, почнувајќи од вработените, па да завршиме со пензионерите. Свесни сме за политиките и ги гледаме политиките што се во овој момент во тек и се надеваме дека што е можно помалку социјалната заштита ќе навлегува во оној дел на животот каде што е потребно. Тоа значи да се подигнува стандардот на граѓаните, од друга страна се намалува бројот на невработените лица, исто така да преку активните мерки и програми што се на краток рок и на долг рок се обидуваме да ги намалиме што е можно помалку социјалните ризици. Меѓутоа ја би сакал исто така да споменам дека има моменти кои што не можат да се планираат, како елементарните непогоди, како што се поплавите, земјотресите, каде што исто така владата инцидентно интервенира со своите механизми во надминување на проблемите кои што се појавуваат поради овие навистина инцидентни појави од, да кажем, од природата. Појавите може да бидат многу, да зафатат голем број од населението, како што се, например, земјотресите, но и одредени региони, како што се поплавите, така. Тогаш владата има своји механизми, интервенира, се со цел да се намалат последиците од овие појави. Да, предпоставам дека е потребно подолго време за сето тоа да се комплетно санира. Така е. Тоа е невозможно да се направи за месец до два. Елементарна непогода која трае неколку секунди, како што е земјотресот, може да предизвика огромни штети кои се надминуваат не со месеци, дури со години. Постарите слушатели се сеќаваат на катастрофалниот земјотрес во Скопје, а во поново време ги видовме поплавите во непосредна близина на Скопје, кои еве за среќа и за наша голема радост полека се надминуваат и животот завзема еден нормален тек на луѓето кои беа погодени со оваа елементарна непогода. Нашите слушатели можат да го консултираат доктор Малјановски на 37 31 332. Основната тема ни е згрижувачките семејства, меѓутоа пополека ќе стасаме и до ова сместување во друго семејство, што представува една од формите на институционалната заштита на деца и возрастни, и сето тоа во рамките на системот на социјална заштита за која во моментов и изборуваме. Која утврдува доктор Малјановски мрежата на установи за социјална заштита? Пак тука е владата. Ја утврдува мрежата на јавните установи, додека Министерството за труд и социјална политика ја достава до владата преглед на приватни установи за социјална заштита. Предпоставувам дека знаете дека лепезата на јавни установи е зголемена со можноста за отворање на приватни установи од областта на социјална заштита, како што се градинките, пензионерските домови и како и во порано во неколку емисии што зборувавме за бенефициите од отварање на приватни установи. Значи Министерството за труд и социјална политика преку своите служби дозволува, а владата ја го озаконува постоењето на овие установи кои се од траен карактер, имајќи предвид дека со бенефициите што се пружат за отварање на градинки и пензионерски домови се отвара можноста за нови вработувања и сите други бенефиции кои постојат во една држава. Ќе продолжиме со корисниците на социјална заштита, значи кој се може да биде или кој го исполнува правото да добива социјална заштита. Корисници на социјалната заштита се државјаните на Република Македонија кои имаат постојано место на живење во Република Македонија, како и странците кои имаат регулиран престој во Република Македонија. Во овој дел од кога зборуваме за странци, тоа се луѓе баратели на азил, на кои им е одобрен престојот во нашата држава, исто така и временно раселените лица кои се по било кој основ кои престојуваат во Република Македонија. Нивниот број за среќа
наша среќа, нивна несреќа веројатно е релативно мал. Меѓутоа, исто така, они се имплементирани, односно се влезени во системот на социјална заштита, се со цел да им се помогне да се избегнат ризиците од нивното престојување во нашата држава. Преку најразлични форми на услуги, права од областа на социјалната заштита, па дури и до делот и за вработување, така да тие бенефиции се исто така големи кои ги опфаќа овој закон. Што се забранува во областа на остварувањето на правата? Во секој случај тоа е дискриминацијата. Значи, постојат, да ги кажеме теоретски, да е директната дискриминација и индиректната дискриминација. Директната дискриминација знаеме дека социјалната заштита важи за секого, независно дали е од врзостома на пол, и не треба да биде дискриминиран врзостома на пол, раса, боја на кожа, национална, етничка и било каква припадност. Додека индиректната дискриминација се смета за наведум, значи законите што го ја регулираат оваа проблематика, членови на законот кои наведум се неутрални, меѓутоа кои на некој начин фаворизираат некоја од овие категории. Интересна проблематика, формирана е национално и координативно тело во рамки на Собранието на Република Македонија, кое најчесто до сега имаше поплаки, односно притужби при вработувањата, меѓутоа од ден на ден неговата активност се зголемува, секој почеток е нормално тежок, меѓутоа многу добро се обавува својата функција. Националното тело за антидискриминација функционира веќе неколку години, пак велам, со главен акцент е дискриминација при вработувањето. Се обидуваме на секој начин да, што е не може веројатно да искорениме, меѓутоа што е помалку можно да се намали дискриминацијата по било кој основ. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. На 31 31 332 може да го консултирате доктор Малјановски во најновото издание на Живот. Нашата тема се згрижувачките семејства. Меѓутоа уште малку да позборуваме околу социјалната заштита. Доктор Малјановски, кои се услугите и мерките од социјалната заштита? Постојат две услуги, односно две услуги кои се, тоа се социјалната превенција и вон институционалната заштита. Со мерките и активностите на социјалната превенција се обидуваме да го спречиме настанувањето на социјалните ризици, да се обидеме рано да се открие и да се направи третман на граѓаните кои се изложени на социјален ризик, се со цел да се намалат или ублажат штетните последици од изложеноста на социјалните ризици. Јас во оваа прилика би го спомнал, например, огромната и навистина интересна кампања, например, за намалување на семејното насилство, каде што главен акцент е ставен на превенцијата. Превенцијата во смисла на пријавувањето. Тоа е еден од начините каде што делува социјалната заштита. Понатаму, исто така следен начин е, например, злоставувањето на децата. Јас би сакал да напоменам и нормално и денешната емисија е фактички Ден на детето, прогласен од Обединетите нации, кој е повод може би да зборуваме и за згрижувачките семејства како една од формата на заштита на децата. Развиеноста на оваа форма, односно децата како приоритет, е навистина една од најдобрите работи што може да се воочат во областа на социјалната заштита.
Кои се мерките? И кои се формите на социјална заштита? Да, мерките и формите, така, Тоа се во секој случај првата социјална услуга на корисниците за социјална заштита, помошта на поединецот, помошта на семејството, домашната нега и помошта на поединец и семејство, дневното и привремено прифаќање и живење како помош на поединец и семејство, сместувањето во згрижувачките семејства, сместувањето во малите групни домови и организираното живење со поддршка. Тоа се формите за социјалната заштита кои се остваруваат најчесто во или најчесто преку центрите за социјална работа кои во Република Македонија постојат во 30 градови, во поголемите градови. Кои исполнуваме центрите за социјална работа, делокругот е вистина на работа е голем, меѓутоа во целост се обидуваме да ги искористиме капацитетите што ги имаат во областа на социјалната заштита, од причина што единствено хуманиот пристап и третманот и превенцијата би можело да се обават преку овие институции на системот во државата. Така. Што е со домашната нега? Така е. Што е право на домашна правото нега? на домашна нега се обезбедува на стари и изнемуштени лица со телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока ментална попреченост, која не е во состојба да се грижи за себе. Домашната нега се обезбедува и кога тоа живее во семејство. Значи, тоа е едно право на лицата, како што и самата дефиниција кажува, кои не се во состојба да се грижат за себе, право на лицата кои се над 18, односно 26 години, и право кое независно што може би е и дел од семејството му следува на поединецот. Многу едноставна е процедурата за здобивање со ова право. Тоа се отприлика 2 или 3 документа. Правата има во поблага форма каде што болестите, односно неопходност на туѓата нега е потребна, тоа се изнесува околу 3800 и нешто денари. И втората категорија каде што се потешките болни, каде што им припаѓа помош од 4200 денари. Во секој случај ова право е лесно остварливо. Важно е, во оваа прилика би напоменал, значи покажување, односно давање на увид на лична карта, отворање на трансакционна сметка во една од банките кои функционираат во нашата држава, упат од матичниот лекар на и конзилијарно мислење. Врз основа на овие документи се добива ова право и кое е едно од заштитните механизми на Законот за социјална заштита. Ќе продолжиме со емисијата. Меѓутоа, предходно имаме слушател доктор Мајановски на линија и веќе го вклучиме да слушнеме за неговиот проблем. Повелете, кој се јавува? Добар ден. Добар ден, се јавува Стојанчо Алексовски. Стојанчо, од каде се јавувате вие? Од Криопаланка. Повелете, што имате да прашате или да ни кажете во ова наша емисија? Имам проблеми за татко ми. Мене што не мототира. Јако идам по роднини, он ги смета во животот. А колку години имате вие, Стојанче? Ја имам 25 години. Така, а каде живеете? Со кого поточно? Ја живеам во Згрижовачко семејство во Криопаланка. Ја имам роднини во Куманово, а татко ми исто од Куманово. Така, колку години живеете во Згрижувачко семејство? Од 2000 година навамо живеам. Контакт со родителите имате? После нова година ми се јави татко ми, почна да ме испука. Вика, ако идеш кај зето, он ќе те тепао, не знам што тамо. Не смеш видиш породнини. Како би можеле да ви помогнеме? Што сакате, еве? Имате ли некој предлог, нешто до доктор Мајановски, некако да сугерираме, да помогнеме? Што би сакале вие, Стојанче? Сакам да го поставам тоа прашање кај да се обратам во ти центар за социјални работи, не го решаваат проблемот. Куманово. Веќе сте побарале помош? Побаравме помош од центар за Куманово. Они не го решаваат.
А Стојаче, за што се однесува обраќањето до Центарот за социјална работа во Куманово? Кој е вашето барање? Па нашето барање да ни дадат согласност, нели, да се идам по роднини. Оте они не викат роднините. А кој ви забранува? Ви забранува вашиот татко? Татко ми го забранува, Благе Алексовски. Добро. Значи, вашиот татко забранува вие да ги посетувате вашите роднини и ве држи понастрана од фамилијата, од семејството. Така, тоа е проблемот. Да, тоа е проблем. Јас сум веќе полнолетно лице и се сакам да си отидам по роднини. А дали до сега сте имале ваков проблем? Па има проблем, он ги праќа полиција у Паланка. А зошто ви праќа полиција? Па зашто идам ја по роднини. А што правите вие кај вашите роднини, Стојанче? Па они ми викат да ги посетувам на гости, да идам кај нив. Они доаѓаат у Паланка да не видат. Добро, рековте дека сте се обратиле до Центарот за социјална работа. А што ви рекува во Центарот? Па рекува не смееме да дадеме согласност. Зошто? Не знам. Неќе да ни кажат. Во ред, Стојанче, ќе нарежите, ќе ги оставите вашите податоци, односно телефонот, па јас ќе се обидам да поразговарам со директорот на Центарот во Куманово и во Крива Паланка, пошто и ги познавам, така да во секој случај јас ќе го земам телефонот, па во текот од понеделник ќе ви се јавам. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Продолжуваме со Живот, доктор Малјановски. Што е правото на дневно згрижување во дневен центар и за кога се обезбедува? Како што и самиот наслов кажува, тоа е згрижување во дневните центри за лица. Значи, имаме неколку видови, односно 3 вида згрижување, во зависност од возраста. Третиот вид е независно од возраста. Значи, првиот е за стари изнемоштени лица, лица со умерена, тешка и најтешка ментална ретардација или попреченост, и лица со телесна попреченост. Вториот е за деца со телесна попреченост, деца на улица, кои консументи на дрога, алкохол и психотропни супстанции и кои се зависници од овие супстанции, и третиот е за бездомници. Дневното згрижување значи дека овие лица имаат место каде што можат да се вратат. Тоа дневно згрижување значи згрижување и воспитување, евентуално корекција на нивното поведение, ако нешто не е во ред, во временскиот период од 8 до 16 часот или нешто подоцна, и веднаш после тоа можност да се вратат во своите семејства. Начинот на земање и враќање зависи од нивната здравствена состојба. Најчесто тоа се случува со возила на центрите за социјална работа и за лицата со хендикеп, односно телесен хендикеп, тоа се и специјалните возила кои постојат во нашата држава. За разлика од нив, во Република Македонија, покрај Центарот за бездомници, што се наоѓа во непосредна близина на Скопје, постои и дневен центар за бездомници во рамки на градот Скопје и Црвениот крест на Република Македонија, кој е со релативно мал капацитет, од прилика 20 на луѓе, и кој на вистина помага во интервентното згрижување на бездомни лица во моменти кога тие на некаков основ се наоѓаат на улица. Другиот центар во Чичино село, тоа е прилично голем, со капацитетот над 100 лица, згрижува бездомници на територијата на целата држава, и тука се наоѓаат сите. Што се обезбедува? Се обезбедува елементарните услови за живот.
Тоа е згрижување, значи, спиење и соба во која се наоѓаат и нивна храна и нормално средства за хигиена. Така, зборуваме за дневен центар, меѓутоа дали корисниците може да останат подолго од еден ден, да преноќат? Во дневните центри не, кај бездомните лица да. Значи во центарот за бездомници во Чичерно село може да останат и малку подолго, се додека не се обезбеди алтернативен или друг начин на нивно згрижување. Додека дневните центри, како што и самиот наслов кажува, дневен центар е, значи, релативно краток временски период кој престојуваат во овие дневни центри. Во ред, еве сега дојдовме конечно до темата, до основната тема за денеска, Така. згрижувачките семејства. И доктор Малјановски, што е всушност правото на сместување во згрижувачко семејство? Едно од навистина најпопуларните и теми за кои би сакале да разговараме сега и во иднина е секако згрижувачките семејства. Кој може да престојува во згрижувачките семејства? Тоа се лица кои немаат услови да живеат во своите семејства. Тоа се децата без родители и родителска грижа до завршување на средното училиште, децата со воспитно-социјални проблеми и малолетни сторители на кривични дела. Исто така, во згрижувачки семејства може да престојуваат и лица со умерени, тешки и длабоки ментални пореметувања, со трајни телесни оштетувања и стари лица, возрастни лица со пречки во менталниот развој на кои немаат кои немаат никого да се грижат за нив. Во Република Македонија овој облик на заштита би можеле да кажеме дека е најзастапен и по бројот на згрижувачки семејства Скопје доминира со бројката. Имаме дел од баки згрижувачки семејства во Прилеп. Многу е карактеристичен Манастирец, село Манастирец, каде што се згрижуваат деца со тежок и најтежок хендикеп и навистина е еден раритет и каде што е поголем број на деца покрај нивното згрижување и престој навистина и окрепнуваат во оној чист воздух што го имаат во овој дел на нашата држава. Зошто згрижување? Значи првиот облик за кога децата остануваат без родители или евентуално без родителска грижа е да овие деца престојуваат кај блиски роднини. Кога центрите за социјална работа, односно нивните служби, не можат да најдат соодветни роднини или роднините понекогаш и не сакаат да ги прифатат овие деца, тогаш алтернатива е или институцијата, некоја од институциите на системот, гломазните институции на системот, кои не се тренд и кои не се научно, да кажам, популарни во целиот свет, па и кај нас, така да како алтернатива нивна е доминантна алтернатива е згрижувачкото семејство, кое на секој начин се обидуваме да личи на едно природно семејство, колку може да личи. Тоа е друга работа, меѓутоа во секој случај не може да биде како природно семејство, меѓутоа се обидуваме да што е можно повеќе детето кое не по своја вина или лицата што ги наброивме не по своја вина бидат згрижени. Така. Во секој случај и покрај материјалната надокната за која малку подоцна ќе зборуваме, згрижувањето е една огромна љубов, една огромна хуманост на овие луѓе кои аплицирале и се здобиле со правото да згрижат дете без родители, да тоа дете го одгледаат, го чуваат и негуваат до неговите најверојатно 18 години. Ако детето во некои моменти постои реална можност да биде посвоено, оди на посвојување, ако не останува до крајот на неговото малолетство, односно неговото полнолетство.
и да овие луѓе буквално се татко и мајка на своите деца. Па еве како и што се јави слушателот, тој има 25 години и се уште е во згрижувачко семејство. Значи Така, има и такви случаи. Така, има и случаи такви. Сигурно потпаѓа под една од категориите што ги спомнавме, но не би сакал сега навистина да елаборирам повеќе. Меѓутоа, колку има услови, значи може да остане. Да. Таа нит помеѓу згрижувачите и децата се смести и ме останува до крајот на животот. Има деца кои ги посетуваат, дел од нив дури и свадбите на своите деца ги организираат и буквално сум присуствувал на такви настани и тие не можат да го заборават престојот во оваа форма на згрижување на овие деца. Околу повеќе од 200 згрижувачки семејства има, колку поточно ќе зборуваме малку подоцна. Меѓутоа, кои се критериумите едно лице да биде згрижувач, тоест што е потребно да обезбеди згрижувачкото семејство за децата? Значи, треба едно лице да биде згрижувач, треба да има постојат повеќе критериуми. Не можеме да дадеме како држава, да кажеме, како и представник на државата, не можеме да дадеме на секого да згрижува дете. Тоа значи да биде прво да е полнолетен, да има стамбени услови, да е психофизички здраво лице, да не е осудувано, да е деловно способно, да не е постарало од 65 години, се извинувам, да не му е одземено родителско право, да не е осудувано, да е државјанин на Република Македонија и ред некои други услови, да има поминато обука за згрижувач. Заради тоа што, како што спомнавме, има неколку видови на лица кои се згрижуваат, на деца, односно кои се згрижуваат. Тоа се, да кажеме, во наводници, здрави, нормални деца. Понатаму има деца кои се со најразлични психички проблеми, односно со инвалидски проблеми, и третата е категорија на деца со воспитно-социјални проблеми. И за постарите лица исто така. Значи, сепак, обуката и лиценцата е за посебни, за овие неколку категории што постојат и посебна е. Неопходна е. Слушајте ја премиерна емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Нашата денешна тема згрижувачки семејства, претпоставувам реализирани се и организирани низа проекти со кои е возможена поголема поддршка на згрижувачките семејства, а меѓу другото и износот кој го добива згрижувачот е зголемен, доктор Маљановски, оваа година, нели? Да, само да напоменам, ја би сакал да напоменам видовите на згрижувачки семејства, интересно е сигурно за слушателите. Значи имаме прво општо згрижувачко семејство кое може да згрижи до 5 деца. Ја кажувам оваа бројка заради кажувам, не е приоритет материјалната страна, меѓутоа од друга страна за нормална екзистенција во секој случај е доволно. Значи и специализираните згрижувачки семејства, имаме згрижувачки семејства кои ги нарекуваме интервентни и згрижувачки семејства кои се привремени. Специализираните, како што и претходно реков, се згрижувачки семејства кои се специализирани за работа со деца со хендикеп, со пречки во развојот, или деца со воспитно-социјални проблеми. Кои се деца со воспитно-социјални проблеми? Деца со воспитно се на прагот на криминалитет. Значи, одсуство од школа, обид за консумирање за некакви од психотропните супстанци, или и деца кои се згрижени во некој од институциите на системот, каде што тој облик на згрижување не бил соодветен. Интервентното семејство е итно згрижувачко семејство на лице или дете кое е занемарено или злоупотребено од родител, старател или од некој близок. Значи, во овие семејства при евентуално пријава за злоставување, занемарување, било кој вид зборувам,
како би се тргнало од семејството во кое се случило ваков немил настан, тогаш на определено време ги сместуваме во интервентните семејства. Додека привремени згрижувачки семејства се фактички згрижувачки семејства кои ги заменуваат овие претходните. Затоа што по било како интервентните или општите или специализираните. Луѓе сме, постои можност некои неопходни работи да се обават од овие згрижувачи, операција, болест или реновирање на куќи, станови и така, и во тие моменти како децата не би останале или не би ги сместиле во други институции, тогаш ги спестуваме привремено додека се санира во базичното згрижувачко семејство, а после тоа ги браќаме во нормално базичното семејство. Значи, од тие причини се сместуваат во привремените. Износот за згрижување за трошоците за згрижување изнесува 6250 денари и плюс надомест за згрижување кој изнесува 1875 денари, што вкупно е негде околу 8200 денари, грубо. Ја спомнувам бројката, додека за децата без родители и родителска грижа тој износ се зголемува за 625 денари. За тешките и најтешките лица со хендикеп и со инвалидитет, целиот износ се зголемува значи за трошоците за 1000 денари и за згрижувањето 1250 денари. Така да вкупно за едно лице со хендикеп од прилика изнесуваат вкупната сума околу 10.000 денари. Вакви лица може да бидат во едно згрижувачко семејство само 3 од разбирливи причини. Навистина е тешко да се згрижат лица со тешки, најтешки пречки во менталниот развој и лица со инвалидитет. Трошоците се малку поголеми, меѓутоа кога ќе се земе дека за едно лице е отприлика 10.000 денари, 10 и нешто, тогаш е и таа сума значајна во секој случај. Најдоброто во се е што овие наши деца, овие деца на државата, што би се рекло, се згрижуваат во семејства, во топли домови. Тие може да растат со природните деца на семејството во кое се згрижени. Тие деца навистина функционираат како дел од семејството. Тие причини и оваа форма на институционално, волно згрижување е навистина добра. Рековте најмногу 5 деца, а колку најмалку може да се згрижат? Едно, две, сигурно, во секој случај. Добро. Значи, бројот е зголемен, тоа да кажеме само, дека веќе имаме 214 официјални згрижувачки семејства, така вели еден мој податок. Така е, имате право. Желба ни е во секој град од нашата држава да има по некој згрижувачко семејство, заради тоа што деца, знаете, концентрацијата на деца од другите градови е насочена кон Скопје, заради тоа што во нашиот град, овде во Скопје, се и најголемиот број на згрижувачки семејства. Ние сакаме, имаме да не се занемари потеклото, роднините на тие деца кои би можеле да бидат од внатрешноста и таму да и функционира. Проблемите понатаму се јавуваат во сите облици како што и ги знаеме ние дел што сме од социјалата, промена лична карта, место на живење, останување во Скопје, тешко е враќањето, наоѓање на работа и сите оние други нуспојави што ги имаме во овој. Само накусо, предпоставувам дека социјални работници ги посетуваат семејствата, разговараат со децата. Така е, редовно ги посетуваат. Исто така изгрижувачите се редовни посетители на центрите за социјална работа заради тоа што преку своите писмени извештаи мора да ја следат првенствено здравствената состојба на децата, а после и нивниот социјален статус, образовниот статус, како напредуваат тие деца и редовни контроли се вршат во згрижувачките семејства, заради тоа што е навистина ранлива категорија. Не смееме да си дозволиме инциденти или било какви негативни појави што би можеле евентуално да се јават
како при селекцијата, така и во нормалното живење на овие семејства. Имаме уште малку време, доктор Малјановски, околу групните домови малку да ни кажете информација некоја накусо? Многу интересна форма на згрижување. Ние во моментот имаме 2 групни дома, тоа е едниот во Берово, кој е направен, односно дониран од страна на граѓанин, жител на Берово, куќата, кој со помош на УНИЦЕФ беше реновирана и во тој мал групен дом имаме 5 деца без родители и родителска грижа, кои се или од Берово или од околината. Живеат како семејство, вработените се грижат стручни лица од Центарот за социјална работа, вработени стручни лица кои 24 часа го следат нивниот развој. Многу интересно е што пред отприлика 3-4 месеци едно од децата во малиот групен дом беа 3 братчиња и сестрички, значи браќа и сестри, доби стан и полека како растат тие деца ќе бидат осамостојени во градот Берово од социјалните станови наменети за деца без родители. Така да инсистираме на овој облик на згрижување, со тоа да формата мал групен дом сакаме да што повеќе изгледа како нормалните домови, односно во кои што се нормално живее. Па добро, еве еден апел може да испратиме до сите што имаат можности, зашто да не отстапат простор каде што би можеле да се згрижат децата во вакви мали групни домови, нели? Тоа е една од најубавите форми развиена од нашето поблиско соседство многу преку легати, односно оставини. Јас сигурен сум дека има хумани луѓе кои може би имаат и малку повеќе стамбен простор отколку што им треба, така да може да го донираат тој помош. Добро. Уште, дали режи имаме уште само малку време за уште едно кусо прашање? Имаме. Еве, последното прашање, доктор Малјановски, кое е правото на организирано живење со подршка? Што ова значи? Ова значи дека имаме форма на згрижување каде што на лица со ментална или телесна попреченост, исто така деца без родители, кои после 26 години преку најразлични форми, односно институциите на системот или здруженија, ги згрижуваат овие лица. Јас во оваа прилика би сакал да истакнам дека именно такво сериозно здружение, тоа е Порака од Неготино, кое во непосредна близина на Скопје има закупено неколку станови, каде што се згрижуваат овие лица на 26 години. Тие се под стручен надзор на дефектолози, педагози, социјални работници и психолози, вработени во здружението, и значи функционираат исто така во посебни стамбени единици. За оваа форма Министерството за труд и социјална политика редовно објавува огласи, односно конкурси, каде што невладени организации и здруженија може да аплицираат и да се оваа форма исто така се развива. Затоа што знаете, најтешко е што после 18 години за лица со тежок и најтежок хендикеп, кои делумно се работно неспособни или со одземена делумна способност, за нив некој мора да се грижи, а државата не смее да ги остави сигурно лица. Така. Доктор Малјановски, ви благодарам што бевте дел од уште еден живот на Радио Слободна Македонија. Во Република Македонија оваа форма на згрижувачки семејства се применува традиционално повеќе од 30 години. Се надеваме дека нивниот број ќе расте и ќе продолжи. Јас исто така. Тука завршуваме. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник на емисијата доктор Крсте Малјановски, водител Рашела Гинова Карафиловски. Датум на емитување 20 ноември 2016, техничка реализација Дине Вучков, продукција Радио Слободна Македонија. Останете на нашата фреквенција. Слушајте ја премиерно емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности, за вас во живот зборуваат доктор Крсте Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија.